би сакала да се фокусирам на улогата на медиумите во поларизацијата и тука станува збор за емоции и за омраза и слично, меѓутоа фокусот е сосема поинаков. Да, и тоа е многу важно, да. И јас мислам дека војните и конфликтите се многу важни теми за оваа конференција, затоа што тие многу лесно може да ги нарушат демократските процеси. А и за тоа денеска ќе зборуваме, значи за начинот на кој што можеме ова да го спречиме. Конфликтите може да ги поделат општествата на некои што ќе бидат поддржувачи и ќе бидат противници на Украина, Израел и слично. Меѓутоа, треба да се земе предвид и конфликтите во домашната политика, например за даноци, за ковид и слично, бидејќи и таквите конфликти имаат можност да го поларизираат општеството. Она што е лошо за спротивставените мислења е дека ако има карактеристични и посебни мислења и многу силни емоции, конфликтот може да придонесе дополнително кон поларизацијата. Така што сакам да кажам дека размената на мислења често се случува и преку медиите, не само лице в лице, и затоа би сакала да се фокусирам денеска на конкретната улога на социјалните медиуми. Како медиумите ги продлабочуваат конфликтите и како се прави поларизацијата. Двете насоки се можни. Не би била јас толку песимист во однос на медиумските системи, во однос на демократијата. Она што сакам да го истакнам е дека медиумите беа оние кои што се осомничени субјекти за продлабочување на конфликтите и за некои кои што ги влошуваат состојбите во општеството. А тоа е алармантно, затоа што на медиумите претходно се гледаше како на инфраструктура за демократијата, за општеството, бидејќи преку нив се креираше мислење на народот. А тоа што веќе не е така, веќе е алармантно прашање. Ова не е многу нова тема, доста е стара темата. Веќе ваквата ситуација започна во 90-тите години, кога истражувачите покажа како со текот на времето се влошуваат ваквите комуникации. Пред да станат социјалните медиуми популарни, веќе имаше силен пат во однос на ваквото комуницирање. И тука веќе настануваат и се појавуваат првите знаци на поларизацијата и се менуваат начини на кои што ние, односно луѓето, ја перцепираат политиката. Поради тоа станува очигледно дека и пред социјалните медиуми не било се толку добро, но сега сме во друга ера, а тоа е ерата на онлайн комуникација, и тоа особено се однесува на социјалните медиуми, така што сите овие недостатоци стана уште поизразени. А сега имаме и друг проблем, а тоа е поврзаноста меѓу социјалните медиуми и новинарството. Тука веќе се појавуваат и повеќе емоции,
се појавуваат одредени степени на недоверба кон одредени мрежи и се случува да се менуваат и мислењата преку медиумската содржина. Како, на пример, оно што се случува сега преку социјалните медиуми за настаните во Израел и во која насока можат да се движат, односно се менува мислењето на јавноста. На овој начин се зголемува поларизацијата или се зголемуваат шансите да настане таква поларизацијата. Нема многу докази за поларизација во многу земји, барем во Германија нема толку докази за поларизација, иако постои потенцијал за настанување на поларизацијата. Тогаш зошто да се грижиме ако нема толку многу докази за таква поларизацијата? Тоа е затоа што работите може да се променат. Еве, само да помислиме на црвените и сините медиуми во САД и слично. Затоа треба да бидеме внимателни, предпазливи и тесно да соработуваме и да гледаме што се случува во другите земји и како може да се спречат растечките идеолошки празнини. Таквите празнини се нарекуваат уште и идеолошка поларизација преку социјалните медиуми. Има повеќе докази за поларизација која што се однесува на одбивање на едни од други. Значи имаме, тука веќе станува збор за нас и за нив. Таков вид на поларизација. Тоа всушност тука во овој вид на поларизација станува збор за одбивање на едните од страна на другата група. Сето тоа се потпира на емоциите кои што ја потекнуваат таквата поларизација. Значи, во кај самите социјални медиуми, таквите групи најчесто едни со други се расправаат и како резултат од таквите расправи, како резултат имаме одбивање на едните од другата група, кое што создава поларизација. Така е всушност и како функционира демократијата. Мора да имаме ние спротивставени мислења, мора да имаме интеракција, мора да изнаоѓаме компромисни решенија, бидејќи на овој начин ќе можеме да постигнеме интеграција на општеството, затоа што без интеграција нема да се воспостават стабилни основи на демократските општества. Ако веќе работите се изгубени, како можеме да направиме деполаризација на општеството? Се разбира, потребно е да има медиумска едукација, за да се истакне дезинформацијата, погрешните информации и слично. Слушнавме за тоа. Меѓутоа, понекогаш поларизацијата настанува дури и кога нема дезинформација. Едноставно, мислењата се спротивставени. Што можеме да направиме и што ни кажува истражувањето за потенцијалните решенија за ова? Има доста истражувања во оваа насока, во оваа област, например како човечка модерација. Меѓутоа, наодите од ваквото истражување се помалку оптимистички, меѓутоа не се доволно јасни. Наодите и заклучоците за спротивставените мислења се исто така недоволно јасни и се уште не знаеме под какви услови некој го менува своето мислење. Понекогаш презентирањето на спротивставени мислења уште повеќе ги втурнува луѓето кон
екстремите на тој спектар и не знаеме кога тоа се случува, кога се менува таквото мислење. Значи, што можеме да направиме? Досега има многу малку истражување за ефектите од поларизацијата и за можните решенија за деполаризација на општеството. Би препорачала да се обидеме. Имаме собрано добри практики за начините на кои што ќе може да ја спроведеме таа деполаризација, затоа што не можеме нешто само да го прифатиме едноставно, туку треба да се подготвиме и да го спречиме, затоа што тоа е важно за да може да се носат демократски одлуки.